Нов ден, нова канонада од обвинување и дискредитации на релација власт-опозиција. Венко Филипче денеска го слушнал говорот на премиерот од вчера, иако беше присутен пред владата, но откако заврши обраќањето на Мицкоски, и двајцата направија се взаемно да се разминат. Па денеска со рецензија и рафални истрели, како според него Христијан Мицковски, поради како што вели сопствените криминали, ја блокира европската иднина на државата. Филипче обвинува дека Мицковски лаже, но оди и чекор наназад, наместо како што порача на годишнината од смртта на Гоце Делчев, дека идентитетот Бугарија никогаш не го негирала. Денеска вели дека идентитетот не е загрозен, без да ја спомене едностраната изјава од бугарска страна во Брисел, со која се оспорува македонскиот јазик. Филипче вели дека со преговарачката рамка и францускиот предлог, македонскиот идентитет и јазик се загарантирани. На граѓаните им порача дека Мицкоски не им ја кажува вистината. Премиерот лаже. Ќе кажам неколку примери. Прво, кажуваше дека со владата на Зоран Заев нема да добиеме датум за преговори. Па добив. Па кажуваше дека јазикот е загрозен со Преспанскиот договор. Дека имал некакви фусноти и така натаму, што излезе дека е лага. Па да повторам дека лажеше дека ќе го поништува и не го признава Преспанскиот договор. Како велеше тоа за мене, никогаш не е завршена работа. За после да каже тоа е ремек дело на дипломатијата. Дека ќе го поништува договорот за добрососедство со Бугарија, дека не е добро. Од партијата на Мицковски пак ја игнорираат пораката која што директно стигна од председателот на Европскиот совет Антонио Кошта до нивната влада, без ракавици, дека е време да се впишат бугарите во уставот. Прстот за обврските кои стојат пред владата на Мицковски, за кои официјален Брисел секојдневно ја предупредува дека мора да се исполнат, го вперија во СДСМ. Од ВМРО ДПМН ги игнорираат и пораките од официјална Софија дека Македонија нема спор со нив, туку преговарачка рамка која што со консензус е поддржана од 27 земји членки на Европската Унија и мора да ја испорача. И вела дека очекуваат разговори со владата на Румен Радев, кој премиерот како одговор на новинарско прашање го покани во посета. Филипче чекори по стапките на Заев. Подготвен е да ги исполни бугарските барања на штета на Македонија. Венко Филипче повторно докажа дека е спремен да ја продолжи политиката на Зоран Заев, а тоа е политика на попуштање пред Бугарија и прифаќање на барања кои директно задираат во македонските национални и државни интереси. И додека во Македонија, македонските европски интеграции, уставните измени, бугарските условувања секојдневно се поле на прозивки меѓусебни обвинувања меѓу Мицкоски и Филипче, а понудите за обединување и одбивање се менуваат во зависност кој е власт, а кој е опозиција. Во Бугарија се формираше новата влада. Се чини дека официјално Скопје попусто ќе гледа натака со барање за промена на обврските кои ги има земјава, бидејќи новата шефица на бугарската дипломатија е Велислава Петрова Чамова, која изигра клучната улога во креирањето на францискиот предлог, кој за Мицкоски е неприфатлив без гаранции, за кој рече дека е подготвен да чека и децении.